Кај јајната клетка приказната е малку поинаква. За разлика од сперматозоидите кои што континуирано се создаваат од репродуктивната доба кај еден маж, и на жена се раѓа со однапред одредени јајни клетки кои што веќе ја започнале оваа делба за која што разговарам, но стојат буквално заспани се до репродуктивниот момент на жената. Со тоа што секој циклус созреваат одреден број на клетки, но само таа најдобрата, која што најдобро изреагирала на хормонскиот стимул, ќе биде онаа јајна клетка која што потенцијално ќе се оплоди. Зошто некои од ембрионите не само инвитро, туку и во инвиво не се развиваат, имаме рани, спонтани абортоси, било каков негативен исход, сушност без разлика на комплексноста на механизмите кои што учествуваат овие стројнициве да се спарат, да кажам, дечково и девојкава, бидејќи навистина има огромна плејада на механизми кои што навиваат да се спарат, сепак може да се случи еден хромозом да го нема, еден хромозом да заостане, да се искрши, што води до појава на небалансиран генетски материјал. И да се залепи за друг пар. Може и да се залепи за друг пар. Добродојавте во уште еден подкаст во Добро здравје. Често пати велиме дека во нашето секојдневие недостасува добра организација и знаеме да кажеме дека се е неорганизирано освен криминалот, тоа е секогаш организира. Меѓутоа во овој подкаст ќе имаме една исклучителна тема која што ќе не поттикне сите да размислуваме што всушност е клетката и клеточниот систем, како настанува животот и дека човекот е всушност добро организиран клеточен систем. Во овој подкаст доктор Татјана Гуржанова ја покани на мое задоволство, на млада перспективна личност, Драгица Несторовска-Тушевска, која дипломирала молекуларна биологија, а сега работи во Newborn клиниката како ембриолог. Не многу битни ембриони кои всушност го зачнуваат нашиот живот. Па добро ни дојдовте. Ви благодарам на убавата најава, добро ве најдов, чести задоволство е да се биде денеска тука со вас. Да се опушти малку, доктор, ќе малку вака да. Нема што да се опушти, ние треба да се опуштиме покрај нејза заради тоа што она е една енциклопедија од знаење. На ниво на клетка, од ниво на клетка до ниво на организирано човечко суштество. Така, еве да почнеме на енциклопедиски. Што е ембрион, всушност малку за да разберат гледачите оние кои не следат. Така, значи ембрионот како таков, кога ние уште го создаваме во лабораториски услови тука во Newborn клиник, представува живот. Уште кога ќе ги видиме првите знаци на животот на 16 до 18 часа по оплодувањето, технички веќе ние оперираме со еден потенцијален жив организам. Она што не го знаеме е неговиот потенцијал. Дали самиот ембрион ќе продолжи да се развива до 3-тиот ден, дали ќе продолжи да биде со добар развој до 5-тиот ден, дали ќе може да изврши имплантација и да го изврши тоа за што се тука пред се, односно една бременост. Затоа секогаш се однесуваме со ембрионите како потенцијални човечки суштества и исклучително одговорно оперираме со истите. Така, и сега јас би поставила прашање за да им објасниме на пациентите што е ембрион, од што се состои, односно одиме уште еден чекор поназад, да објасниме што се јајните клетки, каква информација носат, што представуваат, што се сперматозоидите и зашто се такви какви што се, за да овозможат создавање потоа на идеален микс од ДНК, односно од генетски информации, да се создаде идеален облик на живот. Па убаво ќе ни објасниш на молекуларно ниво, заради тоа што Драгица и долго време пред да дојде кај нас во Newborn клиник работеше и во цитогенетската лабораторија на детската клиника, баш токму како генетичар. Рекле предигра на сперматозидот на яйцеклетката, како всушност го создава тој ембрион. Како се создаваат, прво да ни ги објасни клетките и потоа процесот на создавање на ембриогенезата уствари. Од биолошка гледна точка би почнала, она што се случува кај човекот е највисокото еволутивно можно достигнување, односно мејозата како таква, како делба со која што кај нас се создаваат сперматозоидите кај машките индивидуи, односно јајните клетки кај женските индивидуи. Тие не се создаваат спонтано и тоа не е регулиран процес, туку се работи за една исклучително комплексна машинерија која што временски и просторно стои за тоа создавање.
Со тоа што, кога се создаваат сперматозоидите, од една почетна клетка која што содржи 46 хромозоми, всушност имаме дуплирање на бројот до 92, за понатаму во две последователни делби да добиеме 4 клетки со по 23 хромозоми. Тоа се 4 сперматозоиди. 4 сперматозоиди, така. Тие сперматозоиди понатаму доживуваат дополнителни модификации за да бидат компетентни да ја оплодат една јајна клетка, меѓутоа клучното е дека нивниот хромозомски број е 23 и тоа е оној хаплоиден број на хромозоми за кој што ние половина, така, за кој што е исклучително битно да се знае, затоа што тоа е уствари основата на самиот живот. Кај јајната клетка приказната е малку поинаква. За разлика од сперматозоидите кои што континуирано се создаваат од репродуктивната доба кај еден маж, една жена се раѓа со однапред одредени јајни клетки кои што веќе ја започнале оваа делба за која што разговарам, но стојат буквално заспани се до репродуктивниот момент на жената. Со тоа што секој циклус созреваат одреден број на клетки, но само таа најдобрата, која што најдобро изреагирала на хормонскиот стимул, ќе биде онаа јајна клетка која што потенцијално ќе се оплоди. Сепак, кај јајните клетки имаме создавање само на една таква, останатите 3 структури, не би кажала клетки, бидејќи се сепак структури, се изфрлаат во облик на поларни тела, кои што ние ги гледаме со самиот инвитро процес. Тоа се всушност вишок на онај генетски материјал кој што не е треба на јајната клетка. Вишокот на хромозоми буквално, а јајната клетка ги содржи другите 23 хромозоми. Да, и тој процес се вика мејоза. Мејоза, така. Доста комплексна делба и е една од главните причини зошто кога народски кажуваме еден пар може да има 5 деца и ниту едно да не личи со едно меѓу себе да не се личат децата, тоа е една од главните причини. Значи самата мејоза и процесот на кросинг овер, односно на примопредавање на хромозомски материјал кој што се одвива кога се создаваат овие полови клетки, е секогаш различна. Така. И токму поради тоа, тука е првиот степен на разлика во генетскиот материјал, вториот степен е кога веќе се делат хромозомите, кога се создаваат овие 4 структури или клетки кај сперматозоидите кога збориме. И секој носи различни пакети и различни особини. Различен пакет и на крајот, 23 хромозоми, хаплоиден број од мајката кога ќе се спојат со таткото се добива третиот степен на разлика. Токму поради тоа имаме еден неверојатен микс на гени, кој што и така е битен од биолошки аспект за да се зголеми генофондот на една популација. Тоа е исклучително битно и за да се превенираат одредени болести генетски. Вие како буквално лабораториски го следите тој пакет аранжман, како се случуваат тие работи, како некој систематски преглед претходно пред да влезат во процес. Мислам дека се посовршени од нас луѓето. Клетките, ја затоа викам дека клетката е многу поинтелигентна отколку ние, нашиот мозок, и тој механизам ние мислам дека не можеме да го следиме заради тоа што тоа е совршен механизам. Како Божја промисла некоја. Буквално така, и целата суштина на тоа е информација. Да се измеша информацијата, да се добија бесконечен број на комбинации и на крај сето тоа да даде еден нов пул, како што каже, нов генетски комплет направен од најразлични генетски особини, аранжмани кои што ќе донесе уникатност на тој човечки организам што ќе се создаде. Затоа велиме дека секој човечки организам, поради тоа што милиони комбинации или можеби милиарди комбинации не се случиле. Но баш ти што се случил во таа комбинација треба да си среќен што воопшто после сите овие процеси што во груби црти, во кратки црти ги објасни Драгица, нели како настанува процесот на меоза кај мажот и кај жената, па потоа и процесот на самото оплодување и на создавање на ембрион ќе не објасни повеќе, дека баш ти си се десил со сите тие твои комбинации да бидеш тука на планетата, да си незадоволен од животот, да си незадоволен од себе, нели, и да мислиш дека требало нешто поинаку да биде. А во суштина си совршен, таков како што си, и автентичен, уникатен, и апсолутно си во ништо полош или подобар од некој друг. Мислам дека после ова ќе се изфрли стереотипот дека сите сме исти. Не сме сите исти. Апсолутно. Така е. Можам да се надоврзам само дека во лабораториски услови имаме таа чест и задоволство само да го наблюдуваме крајот на делбата на јајната клетка. Зошто? Затоа што јајната клетка и во физиолошки услови всушност кога овулира, нели, кога кажуваме дека е жената во овулација, го завршува само првиот дел од оваа комплексна делба, го започнува вториот дел, односно мејоза 2, но сепак стои.
чека да биде оплодена од сперматозоид. Кога ќе се оплоди, тогаш на брзина ја довршува буквално оваа делба и го исфрла тоа така наречено поларно тело. Тоа е она кое што ние можеме да го видиме како ембриолози, секако со помош на најновите технологии со кои што располагаме во лабораторијата, и понатаму веќе имаме создавање на зигот, односно првата автентична форма на потенцијалниот нов живот, би кажала. Ембрионот. Ембрионот, така. Колку дена, како иде тоа? Зиготот е всушност оформен после колку време? Така, зиготот се оформува во лабораториски услови по 16 до 18 часа од моментот на оплодувањето. Тоа е моментот кога ние ги наблюдуваме пронуклеусите кои што се структури во рамките на самиот ембрион, што го представуваат наследниот материјал на мајката и на таткото. Тоа би кажала дека се тие 23 хромозоми на мајката и 23 хромозоми на таткото пред соодветно да се спојат, затоа што секој од овие 23 хромозоми си има партнер си има. Од таткова во мајчина страна. Се спојуваат, се делат и потоа почнуваат зголемувањето на бројот на клетки. Значи 23 пара. 23 дечко и девојка во така. самата клетка. А кога се наследуваат се сами. Кога се наследуваат се сами, а веќе кога ќе ги споиме, нели, тогаш веќе се спаруваат. Буквално како дечко и девојка му доаѓа, да. И вие сето тоа го наблюдувате во лабораторија, го следите и не може да се случи некој дисбаланс, некој пар да се раскара со другиот пар, че нешто нака механички, дали може до нека механичка природа, па сето тоа да се разлее. Така, значи многу добро прашање, тоа е всушност и суштината зошто некои од ембрионите не само инвитро, туку и во инвиво не се развиваат, имаме рани, нели, спонтани абортоси си било каков негативен исход. Сушност, без разлика на комплексноста на механизмите кои што учествуваат овие стројнициве да се спарат, да кажам, дечково и девојкава, бидејќи навистина има огромна плејада на механизми кои што навиваат да се спарат, сепак може да се случи еден хромозом да го нема, еден хромозом да заостане, да се искрши, што води до појава на небалансиран генетски материјал. И да се залепи за друг пар. Може и да се залепи за друг пар. Некој јуда секој мора да се појави, некој е организиран во тој така, систем. Така. Така што и да се случат ваквите промени во еден здрав организам, сепак може навремено, како што напомена докторката, клетките да го препознаат и да имаат checkpoints, односно точки на проверка дали е се окей во клетката. Пред да се дели клетката се проверува дали сум добро, дали сум здрава, дали сум спремна да одам понатаму. Доколку било се само го прави. Сама го прави. Така. Самата клетка го прави, тоа е автокорекција. Па ова вештачката интелигенција не е од сега. Ова е значи милиарди так, години. Така е, така е. Може да кажеме дека вештачката интелигенција на некој начин е инспирирана од тоа како функционира беспрекорно живиот свет. Нема простор за грешки, а доколку веќе се присутни како резултат на тоа што клетката не успеала да ги поправи, затоа што имаме и машинчиња за поправка на овие грешки, но понекогаш и тие затајуваат, тогаш клетката буквално се самоуништува преку апоптоза. Така што или имаме прекин на делба на ембрионите, прекин во бројот на клетки кои што нели еден ембрион ги има, едноставно не продолжува. Не дозволува понатака таа не грешка да се дозволува, продолжи. Исто така, доколку и продолжи грешката, односно дека не е толку фатална и промакнала на сите тие механизми нели на контрола, едноставно кога ќе се врати во матката како ембрион, матката препознава дека не е добра таа информација што ја носи клетката или веќе оваа група на клетки што представуваат ембриони, што представува ембрион и не дозволува да се имплантира, затоа што не го кажал вистинскиот пасворд. И не го испуштил вистинскиот медиатор, нели? Тоа е пасвордот кој што треба да го каже за да матката дозволи тој да навлезе во нејзин ембрион и да се почне да се развива во живот. Какви феномени. Значи ово доаѓа како позитивна селекција за разлика од негативната селекција уште на од ниво на човештвото. клетка, уште од ниво на јајна клетка и ниво на сперматозоид доаѓа до позитивна селекција, односно само тој најдобриот и најсовршениот ќе може да оди напред. Од што зависи виталноста и се ова што го збориме на ембрионите? Дали може го поврземе со генетски материјал или начинот на живење или нешто? Така, значи за квалитетот на еден ембрион има неколку точки кои што се следат. Значи првата точка нели секако е квалитетот на самата јајна клетка, која што се знае дека може многу лесно да се компрометира пред се од надворешни влијанија. Возраста е секако се зборува често за возраста, нели, и што возраста може да предизвика со акумулираните грешки на ДНК-та, да. Така.
Понатаму, во квалитетот на јајната клетка секако влијае стилот и начинот на живот, затоа што се она што ние го внесуваме, го вдишуваме, би кажала, сега е поактуелно нели само во аерозагадувањето, влијае на квалитетот на јајната клетка. Значи имаме акумулација на така наречени радикали, кои што ја оштетуваат јајната клетка и нејзиниот наследен материјал. Таа јајна клетка не може да се справи доволно добро со овие, да кажам, промени и всушност има генетски материјал кој што е дефектен на некој начин. Таквите јајни клетки ние во инвитро услови ги гледаме како клетки со послаб квалитет, да кажам. Сепак има одредени морфолошки карактеристики кои што сугерираат дека една клетка е со послаб квалитет. Секако тука не се лишени и мажите, не се лишени и сперматозоидите, би кажала, затоа што се повеќе за жал гледаме пациенти кои што имаат доста послабо присуство на сперматозоиди со нормален изглед. Сперматозоид со нормален изглед не значи со сигурност дека тој сперматозоид е здрав, меѓутоа драстично ги зголемува шансите дека тој сперматозоид кој што добро изгледа, дека носи добар генетски материјал, стабилен и правилен генетски материјал. За разлика од тоа, оние сперматозоиди кои што не изгледаат баш школски, поголема е шансата дека имаат некакво оштетување, претрпеле некакво оштетување во процесот на нивно создавање. Како и во животот, не судете по амбалажата. Така е. Апсолутно. Тука нека, Драгица, можеш да ни споделиш и за дека возраста влијае и на машкиот фактор, односно да го разбиеме митот дека го разбиеме митот дека и на 70 години може да бидат татковци. Апсолутно не можат. Можеби стареат една деценија после нас жените, но апсолутно стареат и апсолутно акумулираат грешки и ДНК вако грешки во своите носачи на генетски материјал, тоа е сперматозоидот. И баш еве Драгица нека ни објасни повеќе затоа што тоа е тема за биолозите. Така, значи ако доскоро мажите беа лишени од тие предрасуди дека возраста не им може ништо, за жал би ги информирала дека денеска еден бројни студии има, нови, тековни, кои што укажуваат дека не е баш така, дека поклонете им се, би кажала во наводници, само 5 години. Значи веќе од 40 години часовникот чукува. Така, значи на 40 години веќе новите студии укажуваат дека всушност ќе кажеме зошто сперматозоиди се создаваат постојано, меѓутоа она што затајува кај нив е таа машина за поправка на грешките. Таа машина за поправка на генетските грешки кои што тие нормално се случуваат во процесот на создавање на сперматозоиди, но на помлади години, да кажам, си функционира машинеријата и доволно добро ги поправа и голем дел од сперматозоидите всушност биваат поправени од таа машинерија. На постари години сепак оваа машинерија затајува, имаме акумулирање на голем дел на мутации и скршоци на наследниот материјал. Поради тоа и самата јајна клетка, кога таков сперматозоид би бил искористен за оплодување на јајната клетка, јајната клетка едноставно нема доволен капацитет да изврши авторепарација на овие оштетувања. И поради тоа повторно се враќаме на приказната дека имаме ембрион со послаб квалитет, со послаб развој, со промени во спарувањата, се е буквално поврзано меѓу себе. Така, ние тоа го наблюдуваме преку тест наречен ДНК фрагментација, тоа е рутинска анализа која што се работи во инвитро центрите во светски рамки и кај нас, да. Така, и кај нас секако, и таа ни укажува дали кај некој маш имаме сепак кај некој пациент. Да, и тоа може да биде и пропратено со нормален спермограм. Апсолутно. Нормален број, нормална подвижност, нормален изглед, а да има зголемена ДНК фрагментација. Токму баш и заради возраста и заради истите овие надворешни фактори кои што ги спомнавме и за јајните клетки, значи аерозагадување, лош начин на исхрана и така натаму. И други фактори, значи златен стандард сепак би било што порано тоа подобро, да не се остава некои доцни години. Да, колку што би рекли, ние ќе разговараме и таа тема и понатака, за жал. Мислам дека можеби едно 10 пати го имам спомнато во сите подкасти дека ние, цивилизацијските придобивки го зголемија животот, човечкиот живот, односно го пролонгира, го продолжи, и квалитетот, посебно во последните 100 години со развојот на медицината. Но, за жал, на ниво на клетка, времето е исто, како пред 100.000 години. Значи, едноставно, најдобро е да се направи репродукцијата во 20-тите години. Во 30-тите години веќе почнува да имаме од овие предизвици кои што Драгица ни ги објасни, а во 40-тите години апсолутно станува веќе
луксус и привилегија на некои срекници кои што имале и награда, генетски добар потенцијал и исто така воделе и здрав живот. Значи не е само здравиот живот, туку и генетскиот потенцијал кој е дадена на таа особа од незините родители. Значи тогаш веќе сето тоа го велиме е луксус. Значи над 40 години. Без разлика до каде отиде на медицината. Медицината веќе се ближи до наоѓање на лек за канцер, пак е тоа терапија на клеточно. Така, генска терапија. Генска терапија, но се уште не можеме да дојдеме до тоа да создадеме, зашто тоа се сепак според мене најсложените механизми создавањето на половите клетки, односно гаметите, сперматозоидите и јајните клетки се најсложен процес, значи најсложено со клеточен процес, за да се дојде до нив, до баш таков типичен изглед на клетка со пола, хромозомски материјал, за да има потенцијал да се спои со сперматозоидот и тој после тоа зигот или ембрион да создаде живот. Значи, за сето тоа да се случи имаме многу фактори, колку што е совршен целиот процес на создавање, толку е исто така и вулнерабилен целиот процес на создавање. Дали постои нека тест проверка, да речеме млад брачен, не мора да е брачен партнер, или партнери, партнерски односи, да се приспита, да си ги видат тие нивни потенцијални ембриони, сето тоа да направат некој тест пред да почнат со процесот на правење деца. Така, значи, сепак иако не е препорака да се направи без појава на некој конкретен проблем, има анализа која што ја прават брачните парови тука кај нас, која што се насочуваат на таа анализа, кога веќе имаме циклуси на спонтани абортуси, слаби оплодувања, лоши ембриони, и тоа е кариотипот. Всушност кариотипот го е на стара анализа, меѓутоа и тоа како добра во рутинска пракса за согледување на глобалната слика на наследниот материјал на нашите пациенти. Зошто? Затоа што со кариотипот се дознава хромозомскиот број и грубата структура на хромозомите. Значи, малите промени, доколку имаме една библиотека, јас би го споредила, може да се каже дека со кариотипот ги гледаме сите 46 книги како изгледаат, но не гледаме што пишува внатре. Така. И многу често тука би сакала да се надоврзам на докторката, имаме една конфузија кај пациентите, се направивме, се е добро, во однос на спермограма што го спомнавте. Ама ништо не оди. Така. Мора да се знае дека нема универзален тест за се, ниту за генетиката, и би додала дека мора да се знае што еден тест опфаќа, а што лимитира. Значи да, ние гледаме структурата на хромозомите и знаеме како би се однесувале потенцијално тие хромозоми кога би влегле во овие делби кои што претходно ги објаснавме, но факт е дека и се да е во ред, може да настанат така наречени деново мутации, деново промени, кои што едноставно се специфични за тој конкретен циклус. Во тој конкретен циклус нешто тргнало наопаку, би кажала. Така што е доста комплексно и вака може и конфузно звучи. Дополнително за генетиката би додала дека е доста обременувачки за пациентите, затоа што доколку се имаме некаков наод на кариотипот, тоа се резултати кои што не се лечат. Значи, еднаш како ќе добиете генетски резултат, тоа отсликува вашата иднина, минато, не е променлив тој резултат, но ние имаме техники со кои што можеме да работиме на тоа, како да се врати во етапа на наредната и епизода, мислам дека ќе се задржиме повеќе токму на тоа кариотипот што е, какви се грешките, кои грешки може да се очекуваат, кои грешки може да направат проблем, во смисла на репродуктивен предизвик и кои се тие чести моногенетски заболувања кои што се докажани, имаме милиарда работи кои што ние не можеме да ги дознаеме за да ги докажеме, а и да ги дознаеме, тогаш е тоа само од академска ваква природа, тоа само дознаваме и толку не можеме да промениме. Ете така, значи во создавањето на животот. Да се одјавиме од ако можеме да сега. Ви најавиме дека ќе читуцкаме и наредната токму за генетиката и она се што мислам дека беше интригантно за да го слушнете сите, ако ништо друго колку сме ние луѓето совршени суштества. Останете во добро здравје и subscribe.